Почитувани представници на деловната заедница, почитувани граѓани, драги колеги, оваа година царинскиот празник, Денот на царината, 14 април, го одбележуваме во исклучително предизвикувачко време, време на големи потешкотии во животот на нашата држава, финансиски потешкотии, за големи промени во дневните рутини на сите нас. На почетокот, дозволете да им се заблагодарам на сите царински службеници, особено на оние што се на граничната линија, како и на сите учесници во царинската постапка, превозниците и царинските застапници, што секојдневно надвор од нивните домови се грижат за одржување на крвотокот на нашата економија, движењето на стоките и извозот на нашите производи. Периодот од претходниот царински празник до денес ќе остане забележан како период на огромни реформи и модернизација на царинското работење во Република Северна Македонија, кога царинската управа ја поврза традицијата со модернизацијата. Царината ја оствари долго најавуваната дигитализација на царинското работење и елиминирање на хартијата. Денес слободно може да потврдиме дека царината и безхартиената царина се реалност. Тоа најмногу се должи на воведувањето на новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи СОЗДАТ, што почна да се применува од 1 јуни минатата година. Царинскиот празник денес гордо го прославуваме како модерна царинска служба со современи и модерни царински постапки, како и царинска служба што дава услуги на исто ниво како и царинските служби на државите членки на Европската Унија. Ја реализиравме нашата мисија да бидеме најуспешна служба во регионот на ЦЕФТА, каде царинската декларација веќе не се поднесува на хартија, туку само електронски и без хартија. Електронското доставување на декларации и акцизни документи е едно од најзначајните достигнувања на царинската управа во последниве години. Ви го честитам Денот на царината на сите царински работници и верувам дека следната година ќе го прославиме во многу подобри услови. Нашата традиционална улога да го заштитиме општеството и финансиските интереси на државата, водени од идејата за постојано олеснување на трговијата преку поедноставување на постапките, партнерствата со деловната заедница и меѓународната соработка, започнавме да извршуваме електронски, согласно тековите на модернизацијата. Докажавме уште еднаш дека основата на успехот е поврзување на искуството со новите знаења. И во изминатиот период, царинската управа оствари значителна улога во прибирањето на фискалните приходи, пред се приходи од царина, ДДВ и акцизи. Традиционално потврдувајќи ја нејзината улога како еден од најголемите контрибутори во буџетот на државата. Подобрувањето на законодавството и доследноста во неговата примена дава долгорочни, но и моментално видливи резултати. Остварената наплата на приходи е високо над планираната. Односно, во 2019 година вкупно се наплатени приходи по сите основи од околу 92 милиарди денари или околу 1,5 милиарди евра. Сите видови давачки кои царинската управа ги наплатува бележат пораст од околу 5,4% во однос на 2018 година. Според видови, во 2019 година наплатени се приходи од околу 6 милиарди денари од царина, 55 милиарди денари од ДДВ при увоз, 30 милиарди денари од акцизни давачки и околу 780 милиони останати надоместници. Минатата година беа вложени напори во подобрување и модернизација на царинското и акцизното законодавство. На почетокот на оваа година почна да се применува новиот закон за акцизите, како и посебниот закон за одоначување на моторни возила. Со овие законски одредби значително треба да се олесни работата на компаниите и на граѓаните, во поглед на намалување на трошоците за нивна работа, како изголемување на конкурентност. Покрај усогласувањето со европското законодавство, со законот за данок на моторни возила се воведува и еколошка компонента. Односно, покрај фискалните одредби се содржат и низа одредби за одржлив развој.
Царината го заштитува општеството и е во служба на граѓаните и деловната заедница. Во периодот меѓу два празника, бројот на компании што добија статус на овластен економски оператор е 15. Иако бројот во апсолутна цифра е мал, во релативен износ околу 48% од целокупното надворешно трговско работење се врши од страна на компаниите што се овластен економски оператор. Во август 2019 година официјално започна примената на заеднички контроли на граничниот премин Табановце-Прешево со соседна Република Србија и официјално сме дел од институции кои применуваат One Stop Shop. Со воспоставувањето на новиот начин на работа преку заеднички гранични контроли, коридорот 10 ќе биде поатрактивен и поефикасен за извоз, увоз и транзит на стоки. Во исто време, поблиската соработка меѓу службите резултира со поуспешни стапки на откривање на нелегални прекугранични активности, а со тоа се зголемува безбедност. Во тек е воспоставување на спогодба за заеднички контроли со Република Албанија. Во септември 2019 година беа пуштени во употреба новите објекти на царинскиот терминал на патниот граничен премин Ќафасан, како успешно реализиран проект од низата на проекти реализирани со финансиска поддршка на Европската Унија и кофинансирани од владата на Република Северна Македонија. Во октомври 2019 година бевме домакини на 14-та годишна конференција ПИКАР, престижна улога која Светската царинска организација и ја додели на нашата царинска управа. Со своето присуство на конференцијата не почести и генералниот секретар на Светската царинска организација доктор Кунио Микорија. Friends, colleagues, and the guests of the Custom Administration of the Republic of North Macedonia. It is a great pleasure and honor for me to join the anniversary of Custom Administration. All of you keep your health and safety and continue to contribute to the society and also for the sake of the betterment of the world. Once again, I would like to celebrate and really congratulate the anniversary of your Custom Administration. Thank you. За Царинската управа, почетокот на преговори со Европската Унија треба да представува катализатор за понатамошна модернизација на царинското работење. Се надевам дека во годините што следат сите ќе бидеме горди на она што е постигнато од страна на царината, особено во областа на дигитализацијата, електронската царина, безхартиеното работење и олеснувањето на трговијата. Гордост на тоа што е постигнато не е дел од нашето минато. Тоа ја дефинира нашата сегашност и нашата иднина. На сите царински службеници, уште еднаш големо благодарам за исклучителните напори во овие тешки времења. Да го зачуваме доброто здравје и на тој начин да допринесеме кон напредок на општеството и да останеме во служба на граѓаните. Ви благодарам.